Текстилците користат годишен одмор на црно, посочуваат од Сдруженијето Гласно. Ретко или никогаш, газдите на текстилни компании од регионот на работниците не им издаваат решение за годишни одмори, во кои точно се наведува време траењето и начинот на користење. Ова е една од основните причини поради кои газдите манипулираат со работничкиот одмор и им даваат помалку денови од колку што законски ги следуваат, тврдат од Гласно. Токму поради ова, оттаму наведуваат дека решенијата се законска обврска на секој работодавач. Работодавецот е должен на вработеното лице задолжително да му издаде решение за користење на годишен одмор, во која ќе се утврдува колку денови на работникот му следува користење на годишен одмор, начинот на неговото користење и во кој временски период работникот ќе го користи одморот. Доколку вработеното лице не добие решение, треба писмено да се обрати до работодавецот. Секое едно решение кое е подпишено во согласност со работодавецот дека не сака да користи годишен одмор е ништовно пред основните судови во Република Македонија. Неиздавањето на решенијата според Трајков е делумно вина и на работниците, зашто правата и законите малку ги знаат. Деновиве 20 на текстилни работници од Истокот реагирале во Гласно, токму за користење на годишните одмори. Апелираме до сите работници, во соработка со работодавците да се консултираат и да поднесуваат барања за користење на годишен одмор. Барањата за користење на годишен одмор не треба нешто да бидат специјално напишени. Ние ќе ви дадеме еден пример, ако можете и вие како медиуми да го пренесете за да се запознаат работниците начинот за остварувањето на годишниот одмор. Детални информации и закони во врска со користењето на годишните одмори Гласно има објавено и на својата веб страна. Сдруженијето Гласно во изминативе 2 години е гласот на вработените во текстилните фабрики и отворено ги критикува сите аномалии од страна на газдите и од страна на државата. Токму и поради ова се честа мета на напади. Пак е нашто здружение цел на атак, цел на вандализам и на кршење на прозори по трет пат. Во овие измените околу 6 месеци нашето здружение е постојано изложено на атак, кај што создава несигурност кај нашите членови. За ова да не се повтори, од Гласно бараат поголема полициска ажурност и зголемување на безбедноста во делот на Штип, каде се наоѓаат нивните простории.